Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате четвртиот дел од книгата Приказни од времето на раниот ислам, напишана од Рашид Ахмад Чоодри. Книгата Приказни од времето на раниот ислам за прв пат е печатена во 1975 година под насловот Златните дела на муслиманите. Од тогаш имаме голема побарувачка за неа и во Велика Британија и надвор од неа. Јас ќе застанам до тебе. Религијата направила силен повик за слабите и угнетуваните. Робовите кои трпеле голем напор, верувале дека пораката на исламот можеби ќе донесе крај на робството. Жените, кои биле третирани полошо од животните, се надевале дека ќе се стави крај на тоа и ќе дојде време кога тие ќе имаат поголеми права во општеството. Така, голем број од луѓето кои го прифатиле исламот дошле од различни групи. Како се зголемувал бројот на муслимани во Мека, така се повеќе тие биле прогонувани, така нивните непријатели се надевале дека ќе се спречи понатомошното ширење на исламот. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем не бил исклучен од тој прогон. Неговата куќа била каменувана, многу пати по него фрлале со ѓубре кога тој поминувал. Но и наспроти таквата состојба, пораката на исламот продолжила да се шири. Заради тоа, неверниците биле многу загрижени. Тие испратиле порака по Абу Талиб, амиџа на пратеникот салаллаху алейхи веселем. Му рекле: "Ти си еден од нашите водачи и затоа ние толку долго му гледаме преку прсти на твојот роднина. Сметаме дека тој треба да престане да зборува против идолите и да се воздржува од секакви забелешки. Доколку тој се согласи на тоа, нема да има никакви проблеми помеѓу него и нас. А доколку не можеш да го убедиш во тоа, тогаш неизбежно следуваат две работи. Или ти ќе мораш да се откажеш од него, или твојот народ ќе се откаже од тебе." Абу Талиб бил крајно вознемирен. Испратил некој да оди по честниот пратеник салаллаху алейхи веселем и кога тој дошол кај него, му кажал што се случило. Пратеникот салаллаху алейхи веселем внимателно го слушал, а очите му биле полни со солзи, зашто не сакал неговиот амиџа да пати заради него. Му рекол: "Јас барам да не го предадеш својот народ. Барам да не застануваш покрај мене. Мене Бог ми е сведок и затоа и сонцето да ми го дадат во едната, а месечината во другата рака, јас не би престанал да ја проповедам вистината, што Бог ми ја испратил." Кога го чул овој храбар одговор, Абу Талиб рекол: "Синко на мојот брат, продолжи по патот свој. Терај ја својата должност, така како што само ти знаеш дека е правилно. Остави го мојот народ и да ме убие ако сака. Јас останувам со тебе." Патувањето во Таиф. Во Мека, честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем имал толку многу противници, што проповедањето таму му изгледало невозможно. Кога и да излезел на улица, напаѓачите трчале на кај него и бил исмејуван. Понекогаш и со ѓубре мавале по него. Пратеникот не обрнувал внимание на таквото болно однесување, се додека имал шанса да проповеда, но тоа време набрзо завршило и тој повеќе не можел да проповеда во Мека. Се решил да оди во друг град и таму да ја пренесува Божјата порака. Отишол во Таиф, на околу 80 километри оддалечен од Мека. Зеид бил со него на тоа патување. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем се сретнал со водачите на градот и им предложил да го прифатат исламот, но тие не биле расположени за тоа и ја одбиле неговата порака. Нити водачите, нити народот не бил расположен да слуша. Се обидел да се обрати на луѓето во едно место, но во нивните срца видел гнев и омраза кон себе толку големи, што станале скитници кои фрлаат камења по него и кои го протерале од градот. Зеид бил погоден со камен и повреден. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем исто така бил погоден и крвавел од ногата. Тие побегнале од градот, но луѓето и понатаму ги прогонувале.
Потерата по нив продолжила се дури не се оддалечиле неколку километри од Таиф. Чесниот пратеник салаллаху алейхи ве селем бил многу тажен и разочаран од односот на луѓето во Таиф кон него. На едно место тие подзапреле да се одморат. Одненадеж се појавил мелек и го прашал: сакаш ли сите тие кои се однесуваа лошо со тебе да бидат уништени? Чесниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем на тоа одговорил: не, се надевам дека барем нивните деца ќе го прифатат исламот и обожувањето на еден вистински Бог. Местото каде што се одмарале тоа било лозје кој припаѓало на двајца од Мека. Кога господарите забележале дека чесниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем и Зеид се повредени, испратиле еден роб кој се викал Адас, христијанин, да им донесе зрело грозје. Адас бил толку восхитен од говорот на чесниот пратеник салаллаху алейхи ве селем, што веднаш го примил исламот. Почнал да ги бакнува неговата глава, рацете, стапалата и побарал негов благослов. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем таму останал на кратко и се вратил назад во Мека. Не плашете се, Бог е со нас. Кога противниците на чесниот пратеник салаллаху алейхи ве селем виделе дека исламот напредува и дека бројот на муслиманите постојано расте, се чувствувале многу испровоцирани. Ги употребиле сите подлости на прогонот само да го спречат ширењето на исламот, зашто сметале дека тој представува огромна пречка за нивниот начин на живот, за нивните верувања и догми. Никој не бил заштитен од прогоните, дури ни чесниот пратеник салаллаху алейхи ве селем. Најтешко биле измачувани робовите кои го прифатиле исламот. Нивните господари употребувале зверски начини на мачење, залудно обидувајќи се да ги одвратат од исламот. Ги терале надвор на горештината во средината на денот, ги спружувале да лежат на врелиот песок, а од озгора ставале камења врз нив, или пак со нив ги мавале. Дури и децата ги наведувале да прават страшни ужасни работи. Врзувале во јазли јаже околу нивните глуждови или вратот и ги влечеле по калдрмите со остри камења. Потоа ги оставале такви, целите изгребани и сечени да лежат во правот. Муслиманите пак цврсто верувале и ги поднесувале овие мачења цврсто и смирено. Но дошло време кога животот во Мека за нив станал невозможен, што тие решиле да се иселат. Отишле во Јасриб, каде што исламот веќе бил проширен и каде што муслиманите живееле мирно. Едно по едно семејствата тајно ја напуштале Мека и се селеле во Јасриб. Повремено се случувало и цела една улица да се испразни за една ноќ. Наутро, другите ги виделе заклучените врати. Им било јасно дека станарите на тие куќи побегнале. На крајот во Мека останале само чесниот пратеник салаллаху алейхи ве селем и неколку негови асхаби. Но и тие биле спремни да заминат и само ја чекале Божјата наредба за тоа. Во Мека веќе било јасно што се случува и на тамошните не им било во полза исламот да напредува во Јасриб. Така, сите водачи во Мека се собрале да се договорат. Било одлучено да се убие чесниот пратеник салаллаху алейхи ве селем, што е можно поскоро. Со оглед на сериозноста на таквата задача, од секое племе бил избран поеден за извршител. За таа задача била определена дури и посебна ноќ. Тогаш пратеникот салаллаху алейхи ве селем примил Божја објава да ја напушти Мека. Така ноќта на напуштањето на градот се поклопила со ноќта во која неговите противници избрале да ја извршат својата злобна намисла. Кога Хазрети Абу Бакр разбрал дека чесниот пратеник салаллаху алейхи ве селем го напушта градот, го молел и тој да оди со него. Чесниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем се согласил на тоа. Следната вечер, штом паднал мрак, чесниот пратеник салаллаху алейхи ве селем го напуштил својот дом. Додека оние што планирале да го убијат, го опколувале неговиот дом, пратеникот салаллаху алейхи ве селем заминал незабележан. Абу Бакр му се придружил и тие двајцата го напуштиле градот. Се качиле на околните ридови и нашле засолниште во пештерата Саур. Оваа пештера има многу тесен влез, па за да се влезе во неа мора да се ползи. Таа пештера не била најдобро место за криење, затоа што постоела опасност од различни влечуги.
Утрото кога жителите на Мека разбрале дека чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем го нема, испратиле по него потера. Рекле без разлика дали некој ќе го доведе жив или мртов, за тоа има награда од 100 камили. Потерата, следејќи ги трагите, стигнала пред пештерата каде се криеле чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем и Абу Бакр разијалаху анху. Трагачот кажал дека стапките од тука не продолжуваат, но според тоа тие се наоѓаат или во пештерата, или се издигнале на небото. Целата група му се смеела заради таа изјава. Се колебале да погледнат натре во пештерата, зашто знаеле дека ако некој влезе таму, си го ризикува животот, може сериозно да се повреди или да го нападнат змии, отровници и други зверови. Абу Бакр, разијалаху анху, многу се загрижил кога ги видел како стојат пред влезот на пештерата. Можел да ги чуе нивните гласови. Можел дури и движењата да им ги види низ тесниот отвор на пештерата. Му кажал за својот страв на чесниот пратеник, салаллаху алейхи веселем, но тој смирено му одговорил: не плаши се, Аллах е со нас. Абу Бакр разијалаху анху се смирил. Потерата помислила дека ја загубила трагата и се вратиле назад. Чесниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем и Абу Бакр разијалаху анху поминале 2 ноќи и 2 дена во таа пештера. После тоа ја напуштиле и по неколку дена патување стигнале во Јасриб, каде муслиманите им подготвиле срдечен дочек. Предскажувањето за златните ракавици. Чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем бил многу тажен кога требало да ја напушти Мека, градот каде што бил роден, каде што пораснал и го поминал целиот свој живот, градот во кој му бил единствениот дом што го познавал. Тоа било местото каде што сите негови предци се родени и каде што умреле, местото кај што ја примил објавата. Со тие мисли за последен пат ја погледнал Мека и рекол: Мека, ти си ми најмилиот град на земјата, но твоите жители не ми дозволуваат да живеам овде. 2 дена и 2 ноќи честниот пратеник салаллаху алейхи веселем и Абу Бакр разијалаху анху се скривале во пештерата. Потоа го продолжиле патот за Јасриб. Сурака бин Малик, кога чул за наградата што се дава од куреишите, тргнал да ги следи. Еден ден забележал 2 камили што се движат на север. Сватил дека тоа се двајцата што ги бара, па го потерал коњот во тој правец. Не стигнал далеку, кога неговиот коњ почнал да пропаѓа во песокот и тој паднал. Тој станал, ги земал своите стрели и се обидел да ги погоди на стариот арапски начин. Но не успеал, но искушението од наградата не го оставило мирен. Пак го кренал коњот и се упатил кон нив. Но како наближувал, коњот пак пропаѓал во песокот и тој пак падал. Пак се обидел со стрелите, но и овој пат среќата не му послужила. Сурака се премислил, сватил дека тие двајца се од Божја заштита, па повикал кон нив и им рекол за своите лоши намери и како се премислил. Пред враќањето честниот пратеник салаллаху алейхи веселем му рекол: Сурака, каква ќе биде твојата положба ако златните ракавици на иранскиот крал се на твоите раце? Сурака бил воодушевен од тоа предскажување. Потоа го примил исламот и живеел во Медина. Во времето на халифот Омер Иран и неговите богатства паднале во рацете на муслиманите. Во тоа азно биле и кралските златни ракавици. Хазрети Омер разијалаху анху го испратил Сурака по него и го замолил да ги носи златните ракавици. Како да ги носам, прашал Сурака. На мажите во исламот забрането им е да носат злато. Хазрети Омер разијалаху анху рекол: Знам, но ти треба да ги носиш, за да стане вистинито прескажувањето на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Сурака ги ставил ракавиците и така прескажувањето пред многу години на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем за ракавиците било потполно остварено.
दिलबर मेरा यही है. Денес го завршивме четвртиот дел од книгата Приказни од времето на раниот ислам. Еселаму алейкум.